сега кога сме кај остварување на сонништата, со Цеце кажавме дека младата Бојана Арсовска е всушност еклатантен пример за истото. Ако за некого можеби играчките веројатно не дека сигурно не дека не играла во својата детска соба, меѓутоа биле секојдневие, за неја и балетот беше и играњето дел од секако детството, фокусирана, млада, талентирана, конзистентна и во остварување на сонот. Повторно секој пат ќе кажеме дека од последното гостување кое што го имавме со Бојана во нашето студио, ќе се потсетуваме на нејзината приказна дека ако посакала да работи со момците од Упер, таа го оствари тоа и преку соработка вистинска со синглот 4, а летото таа ќе го најави на Телма телевизија помеѓу првите нејзини премиерни телевизиски гостувања и всушност представување на новиот сингл Под кожа, ќе биде и утринава на наша огромна чест всушност и овој нов сингл, со што Бојана се надеваме дека ќе најави уште убава плодна, барем втора половина од оваа година. Бојана, добро утро од студио, претпоставаме добро утро до твојата работна детска соба. Добро утро, да, се јавувам од мојата детска соба и за среќа денеска сум наспана, бидејќи вчера поради песната цела вечер не можев да заспиам од возбуда, секоја наредна песна ми е како прва исто се возбудувам. Да, интересно е тоа дека велат колку и да сте го поминали искуството од влегување во студио, работење со продуценти, со музичари, веројатно тоа ќе биде секој пат докрај додека се бавиме со нашата професија, дека ќе биде некаква премиера и адреналинот, афродизијакот ќе биде присутен се со цел дали ќе биде добро нели да спроведена целата таа песна низ медиумскиот етер и така натаму, и верувам дека тоа е легитимно искуство кое што го имаме како емоција. А кога сме кај претходните синглови, како се чувствуваш денеска кога ќе си ја слушаш песната, да речеме на радио, во автомобил? Веројатно како посебна среќа и задоволство дека медиумскиот свет е тука да те поддржи, ама какво е твоето чувство кога се слушаш песната на радио денеска? Па порано кога одев на интервјуа и слично, кога имав јавно зборување, воопшто не можев да си го слушам гласот. За сега да дојдам до моментот да снимам собствени песни и постојано да си го слушам гласот и на радиостаниците и во некои локали нели низ Скопје. Искрено многу ми е мило што ги слушам моите песни, бидејќи мислам дека луѓето почнаа да препознаваат квалитет и да ми ја ценат музиката и тоа што пробуваме нели да го создадеме со Борис и да се останеме доследни на стилот што јас сакам да го правам, така што многу ми е убаво чувството да си ги слушам моите песни, иако не секогаш се ги пуштам по дома, бидејќи сепак имам други фанови. Јас не сум себе си најголем фан, бидејќи сум доста самокритична и знам да се наоѓам замерки. И тоа до некаде е добро за да си ги ревидираме некои позитивно грешките и така натаму, а има интересен феномен кај секој од нас кој што можеби нели ајде работи на некаква си седна платформа каде што се обраќаме на публика, во случајот како јас и Цеце. Тоа затоа се насмеавме дека и ние Бојана не можевме да си ги слушаме гласовите пред едно 20 години. Можеби денеска се случува на моменти, меѓутоа нели веќе станува некоја навика, ама не знам, гледаш, интересно и за музичарите кои што се бават со музика, некој пат каде што тоа знаеме дека е со неверојатна хармонија на звуци, пак некако подкрепено, значи кај вас се случува некој пат феномен да се избегне тој дел. Добро е што не сум чекала 20 години да го прибродам тоа. Бојана, Под кожа е твоето ново музичко парче за кое што велиш си имала трема и не си можела да заспиеш заради сите оние коментари кои што пристигнува, но и убавата енергија која што веруваме ја носи секој издавање на нова песна. Подраскажи ни малку за каква приказна раскажуваш во истата и со кој тим работеше овој пат. Конкретно оваа песна настана многу брзо, самиот процес на работа се одвиваше многу брзо и ми беше чудно, бидејќи обично песните ми стојат некој период, нели, додека се тоа се isprocesира, додека се најдат средства, можности каде се снима спотот и слично. Оваа песна настана сосема спротивно. Борис, како што го дарил Господ, за мене е музички гениалец и мислам дека секоја парче песна што го вади е квалитетно. Јас сметам дека, стојам со став дека за квалитет вреди да се чека, можеби затоа моите песни имаат некаков простор измеѓу нели, каде што не објавувам музика. И оваа песна, можеби за 2 недели и ја снимивме во студио, и ја изработивме, и Андреј го направи микс-мастерот, го снимавме спотот со Стефан Биков, и се заврши нели целото тоа со објавување на YouTube и на сите платформи. Стефан Биков беше оној кој што го сними спотот по JSB на бар. И сакам во момент да се заблагодарам на собственикот што ми овозможи да го снимам таму спотот.
бидејќи местото е прекрасно и он препозна нешто во музиката и баш ми. Да. Се вели дека телото на балерината е нејзиниот инструмент. Како го чува денеска Бојана тој инструмент, бидејќи знаеме дека балетот е дел од твоето секојдневие, сме споменале со Цеце во некои од наши минати гостувања и поддршка твоја конкретно кога стана збор за и академија во странство, каде што си била и дел и така натаму да учиш и обсервираш од професори од светска класа. Како се обидуваш денеска и тоа да го чуваш како инструмент, а и всушност го имавме тоа делче, делче од твојата креација да го погледнеме во првиот спот, оне макфестовски можеби сингл, и верувам дека можеби луѓето со трпение чекаат и такво дело некој можеби следно да се види во следните твои видео илустрации или видео спотови кои што доаѓаат. Се уште се обидуваш да го внесеш балетот, бидејќи знам дека беше и во Брейкале години, така што тука ти е танцот, присутен не претпоставам. Танцот е, мислам дека вроден во мене, бидејќи уште од многу мала возраст се занимавам со него и некако, знаете, она кога ќе постават прашање што би била ако не би била танчер, јас немам одговор на тоа прашање, можеби еве музиката е одговорот, меѓутоа танцот секако некако ќе си најде пат во мојот живот. Така што дисциплината исто ми е од мала извежбана, да речем, на некој начин поради балетот и до ден денес си ја одржувам и се истегнувам, си правам вежби. Еве сега кога сум на летен одмор, да речем, што не ми е се уште одмор, си вежбам во македонската опера и балет, пешачам доста, се хранам здраво, така што си го чувам телото за да ми издржи за сите напорни проби и проекти во текот на годината и секако да можам да го вметнам во наредните спотови повеќе, бидејќи сега ќе пробувам да создавам песни барем на секој 3-4 месеци. Да, до некаде ми одговори она што сакав да те прашам следно, што значи дека летово нема да има нова песна уште една, ќе биде само оваа Под кожа во фокус. Но она што... нешто вели, можеби. Нешто можеби. Дека велиш на 2-3 месеци. Но, окей, тоа е супер ако се продуцира македонска музика и тоа сакавме да го прокоментираме, дека некако имаме наплив на нови песни, на нова продукција, на нова музика. Ме интересира како едни со други музичарите реагирате, се поддржувате или можеби се доживувате како една здрава конкуренција да се повеќе се продуцира и создава? Па јас искрено не ги сметам останатите артисти, еве конкретно на моја возраст или повозрастните како конкуренција, бидејќи сметам дека секој си има некој свој стил и печат што си го следи, нели? Меѓутоа јас не сум таква личност, немам таква особина да гледам со завист или љубомора. Ако нешто е квалитетно, си го ставам во мојата плейлиста, секако ме инспирира и секако е добро кога се вади македонска музика, бидејќи сите работиме иста цел, нели, да се слуша македонска музика тука, па и на планот и се надавам и пошироко, така што има поддршка, да, и баш ми е мило што и мене ме поддржуваат моите колеги. Да, еве, во моментот ги гледаме твоите неверојатни перформанси во оној сингл кој што го споменавме со Цеце 4, со работката со Тупер, кој што одлично помина и на радиските станици. Се уште се слуша оваа песна вистина и добро е што можеме да забележаме колаборации со работки, нели, баш страстно уживање во музиката и во балетот, така што добро е што секој пат го вклучуваш како една класична уметност. Бојана, бидејќи живееме во свет на, нели, брзи куси видеа и обсервација постојано на некои такви содржини, што можеби, еве јас сеци некоја друга генерација од поодамна знаеме да направиме некој пат дистинкција, да се одмориме, бидејќи денеска младите обсесивни се можеби, нели, по конзумација на тие нови алатки кои што секојдневно се појавуваат. Колку денеска мислиш или сметаш дека ваква класична уметност, па и балетот, е инспирација и се уште, да речеме, кај младите да го одберат можеби како страстна љубов и професија? Искрено, откако почнав да работам, да држам часови во студио со деца и за балет и за хип-хоп, патив дека има многу интерес и навистина се појавија многу балетски студија низ Скопје и во цела Македонија, така што интерес има, меѓутоа условите за да се изведе истото не се баш сјајни, но сметам дека видите што има талент и желба тоа да го оствари, ќе го оствари без разлика дали на македонско тло или во светот. Не знам што би додала на оваа тема, но навистина младите приметувам дека многу се ангажирани со своите телефони и со социјалните мрежи
И од една страна ми е мило што ете се пратат и видеозаписи и музика и се и меѓу повозрастните луѓе. Но колку е добро, толку е лошо. Сега се си има свои предности и мани, па ќе видиме како понатаму ќе се одвиваат работите. Да, затоа ти биди добра во таа твоја професија, балетска педагогија и биди добар пример за младите со музиката и верувам дека веќе имаш и создаваш едно свое јадро на фанови и луѓе кои што ќе слушаат музиката се повеќе. Време е потребно, верувам дека јас и Цеци, како што сме почнале кога сме биле млади, можеби требало време додека се стабилизираме, можеби на некоја медиумска платформа. Верувам дека и кај тебе тоа се случува сега, кога нели баш сваќаме дека ова е вистина светот на Бојана Арсовска, балет, уместност и музика. Оставаме сега во овие неколку секунди да ги поздравиш сите наши гледачи на Телма телевизија и да го најавиш новиот звук на летото. Благодарам. Така што оставаме да ги поздравиш и ти да го најавиш сега спотот. Аха, добро да се разбраме. Во овој момент би сакала да го проследите видеозаписот за мојата најнова песна Под кожа и да дојдете на настапите на Дупе, каде ќе пеам летка. Браво! Ки благодариме, љубов испраќаме до тебе и до целата екипа која што работеше. Убав ден, Бојана, се слушаме во друга прилика, а сега живееме во твојата музика. Полека, ова што